И здраво баци, како сте и добре дојавте у ново видео. Денеска ќе пробам да бидам сериозен бидејќи збориме за една исклучително сериозна тема. Као што можете да видите по насловот, денеска ќе збориме за насилство, односно ненасилство. Оваа тема од секогаш ме трогнувала, можеби баш поради тоа што во незе се пронаоѓам. Денеска повеќе ќе се задржам на врсничкото насилство како еден од многуте видови на насилства кои што за жал постојат и се надевам барем дека малце ќе ви ја издигнам совеста околу тоа. Сите, барем еднаш кога сега сме биле сведоци, жртви или пак за жал насилници. Во светот годишно во просек се случува 200.000 убиства на млади луѓе на возраст од 10 до 29 години. Поголемиот дел од овие убиства се баш поради насилство. Насилството може да доведе до тешки физички, а и психички пореметувања кои тоа како се штетни за личноста. Тоа може многу лошо да влијае врз психата на жртвата, што може да доведе дури жртвата да изврши самоубиство, убиство или пак масакар. Затоа ти, кога следен пат ќе бидеш во ситуација да извршиш насилство, добро размисли. Бидејќи не само што си насилник кој што уништува туѓ живот врз кој што немаш никакво право, толку индиректно си наштетуваш и на својот живот, односно на животот на општеството околу тебе. Мој совет е до сите кои што се сведоци или пак се жртви на насилство е да не се срамите, односно да не се плашите да го пријавите тоа. Знам дека голем број од насилниците се вадат со реченицата Ако кажеш, тешко тебе. Верувајте дека нема ништо да сгрешите ако кажете и го пријавите тоа нешто, туку ќе сгрешите ако не пријавите и дозволите тоа се случува повторно и повторно. Затоа не се плашете да ги информирате надлежните во училиштето или пак вашите родители за било каков вид на насилство. Долу во опис баци имате линк од организацијата Другаризација каде што можете повеќе да прочитате и да се едуцирате околу ова што сега ви го зборам. И за крај, не е кул да си насилник. Доброто однесување и човечноста никогаш не искачаат од мода. Чао.